Почитувани добро вечер. Вечерашен гостин во емисијата Став е председателот на општинската организација на СДСМ Куманово Мартин Костовски. Господине Костовски, добро вечер и добродојдовте во нашата емисија. Добро вечер на вас, почитувани Елена. Благодарам за вашата покана. Веќе втор пат за определен временски период сум гостин во вашата емисија, која што е гледана, коментирана од страна на граѓаните на Куманово и ќе се обидеме ова вечер да продискутираме за повеќе актуелни теми кои што ги интересираат граѓаните на град Куманово. За 10 до 15 денови Македонија ќе добие нова влада, порача вчера од Сараево лидерот на вашата партија Зоран Заев. Иста беше и пораката и по последната средба со лидерот на ДУИ Али Ахмети дека се со доближени ставови дека очекуваат формирање на новата влада. Па вака, на општо задоволство на мене лично, на партијата и на најголем дел од граѓаните, вчера бевме сведоци на дадените две изјави од страна на претседателот на Социјалдемократскиот сојуз, нашиот лидер Зоран Заев, и од страна на портпаролот на ДУИ Бујар Османи, каде што беше потенцирано дека доближувањето на ставовите на двете партии кулминира со одлуката на Централното претседателство на ДУИ да му се предадат подписите и да му се даде апсолутно право на Али Ахмети, лидерот на ДУИ, да ги предаде подписите на Социјалдемократскиот сојуз, со што СДСМ ќе го бара, односно ќе го добие мандатот со депонирање на потребните подписи и добивање на мандатот. Нашиот лидер Зоран Заев вчера беше во Сараево, каде што ја прими наградата за најдобар градоначелник во Југоисточна Европа и имаше средба, односно расправа со нашата сестринска партија, Социјалдемократската партија во Босна и Херцеговина, при што беше потенцирано дека иако претседателот Иванов не постапи аналогно на прописите на Уставот да се даде мандатот на второпласираната партија во законодавниот дом во Република Македонија, тоа е СДСМ, туку на неговото барање, кое што досега во плурализмот во Македонија не е забележано, беше побарано да се даде 61 подпис. При што претседателот Заев на одговор на едно новинарско прашање каже дека во првата половина на март месец ќе биде формирана влада од страна на СДСМ и останатите албански партии. Пред се мисли дека се надминати дебатите, односно преките околу новата владина програма, околу платформата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, која што произлезе од предизборната програма на нашата коалиција, усогласување со албанската платформа и предлог законот за употреба на албанскиот јазик. Сето тоа значи дека се надминати сите проблеми и во најкус можен рок. Многу пати нашиот претседател знае да потенцира дека ден поскоро е потребно Република Македонија да добие нова реформска влада. Вчера и портпаролот на ДУИ истакна дека веќе е договорен предлог одлуката за употребата на јазиците. Ќе одговори ли СДСМ и на другите барања на ДУИ? Па апсолутно новиот концепт што почна да го практицира во самата кампања и наназад овие година и пол-две, СДСМ во своето однесување и промовирање на своите политики, ќе ги слушне барањата на сите граѓани. На граѓаните македонци, албанци, срби, роми, турци, власи, бошњаци, се со цел да отпочне една нова ера, нов период, реално и вистински да се слушнат барањата на граѓаните, да се решаваат реално нивните проблеми и да се трасира еден пат кон соживот и подобра иднина. Впрочем, тоа граѓаните и го бараат. Бујар Османи неколку пати потенцираше дека сите оние дилеми или злобните намери на ВМРО ДПМН во предизборието пред и после 11 декември дека ќе има федерализација, ќе има целосна двојазичност, не знам СДСМ ќе ја делела Македонија, падна во вода, значи прво и основно нема промена на уставот, нема федерализација и сето она што значеше циркузантски акробации предводено од Никола Груевски, нивните медиуми и раководството на ВМРО ДПМН дефинитивно падна во вода. Очекувате ли дека Иванов сепак ќе го додели мандатот на крајот? Доколку се соберат бројот на граѓаните на Куманово, се надевам дека вчера имаа можност да го гледаат почитуваниот професор Фрчковски на една дебатна емисија на националните телевизии, каде што беше неколку пати потенцирано, а беше вчера пуштена во етерот и неновата колумна на почитуваниот професор по уставно право Светомир Шкарич, каде беше потенцирано, иако може да се очекува секакви
препреки, односно негирање за тоа што беше договорено по обезбедување на 61 подпис од страна на Иванов, меѓутоа со конституирање на собранието и со избор на председател се добива мандатот. Значи има простор во самиот устав и покрај сите оние препреки што може да ги прави Иванов, Зоран Заев да го добие мандатот за составување на новата влада. Подготвено ли е СДСМ да загуби одредени гласови со оглед на фактот што еве можеби ќе коалицира со човекот за кого на последните избори се упатува секакви зборови? Па вака, СДСМ на конкретно на последните избори излезе како партија која што го промовираше мултиетничкиот концепт. За прв пат на една македонска партија, условно кажано со македонски предзнак, беше ставен еден албанец, еден бошњак, еден ром, со што отпочнавме една нова ера на еднакво општество за сите граѓани во Република Македонија. Дефинитивно 612.000 гласачи во Република Македонија, односно граѓани, кажаа не за диктатурата, кажаа да за демократијата, кажаа не за агонијата, а за живот во Македонија. Дефинитивно концептот што го промовира и што дефинитивно ќе го практицира како нова влада, СДСМ ќе значи поддршка од страна на граѓаните, бидејќи поминато е времето на оние предрасуди кои што од ден на ден ВМРО-ДПМН сака да ги импутира на контото на СДСМ како предавничка, непатриотска партија и така натаму и така натаму. Граѓаните на Република Македонија се за живот во Република Македонија. Да. Како ги коментирате обвинувањата? Не се ни обвинувања дека СДСМ на последните избори освои толку гласови со поддршка на албанските гласови? Па едноставно глас во Македонија глас, нема тука ни етникум, ни раса, ни полова различитост. Едноставно граѓаните повторно ќе се повторам дека се за концептот на еднакво општество. Секој граѓанин да ја чувствува Република Македонија како своја држава, како држава во која било институција може да го оствари своето право, а не да имаме поделби на граѓани од прв, втор или не знам кој ред, бидејќи впрочем зборуваме за ситуации каде се наоѓаме, тоа е 21 век, нашите стремежи се многу повисоки, гледаме во иднината, а не во минатото. Што доколку не се формира владата, подготвени ли сте за нови избори како што бара ВМРО-ДПМН? Јас реално многу верувам во капацитетот на преговарачкиот процес. Верувам во интенцијата на лидерот на СДСМ и лидерот на ДУИ и останатите политички партии, тоа е БЕСА и Алијанса за албанците, да најдат заеднички интерес, односно основа да се формира владата и да престане ова неизвестна состојба која што веќе од 11 декември трае, а тоа, впрочем, сите го чувствуваме, од најобичните граѓани, преку бизнис секторот, младите, старите и така натаму и така натаму. Верувам дека Македонија ќе добие влада во прва половина на март месец, а многу се помали шансите Република Македонија да не добие влада. Тоа не би го посакал, бидејќи дефинитивно ќе влеземе во уште една поголема неизвестна состојба која што не одговара на никого, а најмалку на Македонија. Да. Според вас што беше пресудно зашто ДУИ во последниот рок ја изигра ВМРО-ДПМН? Па вака, не би можел да ги коментирам ставовите и одлуките на можниот коалиционен партнер во идната влада на Република Македонија, ДУИ. Ти има соработка повеќе од 10 години, само во периодот 2006-2008 ДПА беше албанската партија која што беше во владата заедно со Груевски. Не би знаел дали можеби гласовите кои што ги доби на изборите беа пресудни за тоа? Па мислам дека тоа се анализи кои што ги прават во ДУИ, мислам дека има голем капацитет на кадрови одлики што може да ги донесат и одговори апропо оние анализи што ги прават за најдоброто на демократската унијна интеграција во Македонија. Мислам дека и бројот на гласовите што ги добија се сериозна некоја интенција за тоа во кој правец треба да се движи партијата на почитуваниот Али Ахмети. Деновиве актуелна беше ослободителната пресуда која што ја донесе кривичниот суд во Куманово по приватната тужба на Виктор Цветковски, генералниот секретар на ГРОМ против вас, лидерот на СДСМ и СДСМ како правно лице за објавување на прислушкуваните разговори. Задоволни ли сте од пресудата? Па вака, тоа е единствена
тужба која што беше поднесена против претседателот Заев, вклучително мене како претседател на општинска организација и СДСМ во поглед на прислушувањето. Коментирањето и давањето изјави за судските одлуки е премногу сериозна и одговорна работа. Исправени пред она во какво општество и каква држава живееме, навистина чест на некои судии кои се исправени пред сериозноста на донесување на одлуки кои што ќе бидат адекватни и според позитивните законски прописи и Уставот на Република Македонија. Секако дека за среќа во Основниот суд во Куманово имаме такви персони, односно дотичниот судија кој што го водеше овој процес што го спомнавте, успеа да се издигне над сето она што значи фама во делот на нарачани судски одлуки и така натаму и така натаму. Сум задоволен и мислам дека има можност да се даде шанса на овие суди да бидат некоја нова, да се отвори на нова ера на судство кое што ќе биде тотално независно и од извршната и од законодавната власт. Цветковски најави дека ќе ги преземе сите правни можности до повисоките судски инстанции и посочи дека судијата подлегнал на политички притисок. Па навистина не би сакал да ги коментирам изјавите на Виктор Цветковски во поглед на неговите перцепции на судството и судиите во Република Македонија. Тој како адвокат е срамота да коментира било какви притисоци и било какви уцени врз определени судија, како оштетена страна може да разговара за било што. Јас тука јавно би го прашал уште само за една работа, едно прашање, тоа е дали и останатите спорови против СДСМ кои што ги водеше Виктор Цветковски се изгубени заради притисоците на СДСМ и определени луѓе како тој што потенцираше во својата пресконференција. Човекот оди некој пат, нека го оди, не сакам навистина да коментирам за личност како што е Виктор Цветковски. Од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН изминативе недели имаа низа конференции на кои најчесто ги обвинуваа градоначалникот и локалната администрација дека не водат грижа за градот. Тие обвинуваа за загадениот воздух, нехигиената, патната инфраструктура и слично. Како ги коментирате овие? Па искрено не би кажал неколку недели, тоа се неколку месеци, неколку години. Позната формулација, позната демонстрација на однесување на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН, при што би кажал дека нашите стари имаат една поговорка, вика село горе, баба се чешла. Покрај сите објавени работи за криминалот што го направиле, злоделата на државата, покрај сета трагедија што ја дадоа и допринесоа на македонскиот народ, тие замислете излегуваат со пресконференции за 3 дупки, 2 патеки и не знам уште што. Океј, сето тоа е океј. Тие се опозиција во градот Куманово и треба да напаѓаат, треба да бидат коректив на она што него добро работи локалната самоуправа на чело со градоначалникот. Најлесно е ние како опозиција, каде што сме во дел од пресконференциите прозвани, да дадеме одговор, да излеземе со контрапрес, меѓутоа во тој момент ќе бидеме исто така дволични, неморални како нив, бидејќи дефинитивно се работи за многу озбилни работи за кои што треба да се дискутира, а не за банални пресконференции што ги прави ВМРО ДПМН. Градоначалникот Дамјановски неколку пати по негова лична интервенција како најодговорен човек во локалната самоуправа се обиде да даде одговор, да им укаже дека не е коректно таквите пресконференции да бидат секојдневни и да биде една канонада на напади на локалната самоуправа, бидејќи нивното лицемерие се покажува по не знам кој пат, ниту еднаш во делот на загадувањето беше најмногу споменувано, не знам, од после изборите па навака, ниту еднаш не кажа каде се наоѓа мерачот во Куманово. Тоа е во општата болница во Куманово. Единствена институција, не знам дали единствена, меѓутоа сигурно сме дека болницата се грее на мазут, енергенс, кој што е најзагадувач на воздухот. Зошто не кажат дека Кумановското јавно предпријатие Куманово газ пред неколку години достави понуда со целосна проектна документација до менаџментот на болницата, општата болница во Куманово да се гасифицира. Со што неколку пати ќе беше намалено загадувањето. Не знам зошто не зборуваат за она што значи кој го донесе законот за увоз на половни автомобили од не знам колку години со нула еко стандарди. Значи дволичноста е
позната за ВМРО ДПМН и сум сигурен дека во наредниот период повторно ќе продолжат. Меѓутоа, како и да е, граѓаните се тие кои што ќе ценат кој ја зборува вистината, кој работи за Куманово, а кој шири лаги и инсинуации. Сметате ли дека ги исполнивте ветените проекти од последните локални избори? Гледано хронолошки наназад, 2013 година, 2017, исполнување на еден мандат, каде што имавме градоначелник од СДСМ и мнозинство во Советот, може да кажем дека најголем дел од она што беше предвидено во програмата за локалните избори 2013 година исполнето од страна на СДСМ Куманово, но за жал ќе потенцираме и дека определени проекти за кои што се надевавме дека ќе имаме сенс, чувство и поддршка од централната власт не се завршени. Пред се, тука би ставил акцент на завршувањето на изградбата на отворениот и затворениот базен во градот Куманово, објект кој што според однесувањето и изборувањето на луѓето го оправдува епитетот капитална инвестиција. Од ден на ден е се поголем интересот на граѓаните за користење на услугите на овој базен, а нормално дека со отварањето на сезоната уште поголем ќе биде интересот и за отворениот градски базен. Тука би го додал она што значи отпочнување на изградба на 27 километри канализациона мрежа во општина Куманово, кое што благодарение лично на СДСМ и градоначалникот во соработка со Европската унија се обезбедени парите и веќе граѓаните гледаат дека се работи активно на територија на општина Куманово. Тука би го споменал и обновувањето, интериерното обновување на занатскиот дом, кој што значи едно обележје на градот Куманово. Исто така имаме големи позитивни коментари во делот на она што значи заживување на занатскиот дом во вистинска смисла на зборот. Тука се над 10 километри обновување и изградба на патна инфраструктура на сите делови во општина Куманово и сето тоа е еден показател дека деломно се остварени заложбите од програмата на СДСМ од локалните избори 2013 година. Она што е многу поважно и побитно да се презентира пред граѓаните на градот Куманово е тоа дека со доаѓањето на новиот премиер Зоран Заев, општината Куманово ќе има тотално различит однос на она што значи вертикала, централна, локална власт. Сето она што беше направено на Куманово, на општината и на граѓаните, заради тоа што ВМРО ДПМН не е на власт од 2005 година па навака, ќе биде редистрибуирано и средствата ќе бидат насочени за вистински проекти и инвестиции кои што се долго очекувани од страна на градот и граѓаните. Доаѓа едно ново време за градот Куманово, доаѓа еден период каде што Куманово ќе има наплив на инвестиции и финансиски средства кои што ќе значат и текако за подобар живот на градот. Новите локални избори беше планирано да се одржат во првата половина на мај, но тоа засега е неизвестно бидејќи на листите треба да ги распише собранието, председателот на собранието и слично. Така, актуелната политичка ситуација во градот Куманово, во Република Македонија е тотално неизвестна и има големи можности и шанси таа криза да се продлабачи уште повеќе. Знаејќи дека заложбите се огромни за формирање на владата во првата половина на март месец, меѓутоа во врат ни дишат роковите кои што ги има во изборниот законник за распишување на редовните локални избори 2017 година. Денеска е 24 февруари, петок, каде што беше рокот аналогно на изборниот законник да се распишат изборите на 7 мај. Дефинитивно денеска немаме распишување, немаме председателно собрание, немаме избори на 7 мај. Вториот рок што го предвидува изборниот законник е недела 14 мај, а рокот за распишување на изборите да се одржат на 14 мај е 5 март. Тоа е следниот викенд. Не знам дали нешто со некаква огромна брзина би се случило во делот на избор на председател на собрание и распишување на изборите да бидат во дадениот законски рок. Многу повеќе верувам во можноста и во варијантата за пролонгирање на изборите за есен, бидејќи, како што знаете, тоа е пракса која што беше 2005 година, каде му беше продолжен мандатот на нашиот градоначелник Слободан Ковачевски. Тоа би требало да се пробијат сите рокови од изборниот законник. Новото парламентарно мнозинство
заедно со новоизбраниот председател на Собранието на Република Македонија, да извршат директна интервенција во изборниот законник и во законот за локална самоуправа, со што би го продолжиле мандатот на градоначалниците и советниците во Република Македонија за 3, 5, 6 месеци оваа година. Општинската организација на СДСМ веќе одржа состаноци за избори на кандидати за градоначалници. Се споменуваат некои имиња, меѓу кои и вашето, актуелниот градоначалник Дамјановски и многу други. Така, аналогно на дадениот роковник и правилник за спремање на партијата за локалните избори, во сите општински организации, вклучително и општинската организација на СДСМ во Куманово, се спроведени постапки на кои членовите на партијата во Куманово има можност преку состаноци на местните одбори да ги предложат, да ги номинираат најдобрите од нас кои што се членови и кои што можат да значат сигурна победа во делот на она што значи локални избори. Имаше голем интерес како на самите состаноци на членството, така и на луѓето кои што се заинтересирани да бидат можни кандидати за градоначалник и можни кандидати за советници, со што извршниот одбор на општинската организација на СДСМ во Куманово одлучи 6 луѓе да прати како можни кандидати од Куманово и една подолга листа за кандидати за советници, при што имаме период зададен според правилникот, пак ќе потенцирам, доколку редовните локални избори се одржат во мај месец. Имаме период од некои 2 недели каде ќе се направат додатни анализи, сондажи, консултации со централното партиско раководство и верувам, сигурен сум дека лидершипот на партијата ќе донесе најдобро можно решение за да може СДСМ и во наредниот период, периодот 2017-2021 година, да ја развива општина Куманово, да ги практицира социјалдемократските политики и идеи во овој град. Имате ли амбиции за оваа позиција, бидејќи веќе сте еден од кандидатите? Па да, јас сум еден од 6 кандидати кои што се пратени од страна на извршниот одбор на општинската организација Куманово. Тука е актуелниот градоначалник Зоран Дамјановски, јас како претседател на општинска организација, претседателот на Советот Александар Арсиќ, пратеникот Максим Димитриевски, поранешниот пратеник Љубиша Николиќ и актуелниот директор на ЈП Чистота и Зеленило Сашо Петрушевски. Меѓутоа, тоа не значи дека токму баш од овие 6 предложени кандидати ќе се избере некој. Можеби централното партиско раководство со додатните анализи ќе може да стави некој човек кој што не е во овие 6 луѓе. Се во интерес на задржување на курсот на победата и власт во Куманово во периодот од 4 години кој што е пред нас. Кој е вашиот став? Може ли СДСМ во Куманово без Зоран Дамјановски да победи на изборите? Овака личноста која што се вика Зоран Дамјановски во последните 3 изборни циклуси како кандидат за градоначалник го победува Никола Груевски и ВМРО ДПМНЕ. Личноста која што 11 години покрај сите предизвици успева да ги спроведува и канализира политиките на СДСМ во градот Куманово. Зоран Дамјановски е една од најизмачуваните фигури и личности од страна на ВМРО ДПМНЕ. Безброј инспекции, безброј блокади, безброј не знам какви се инсинуации и обструкции во неговото работење. СДСМ за ваквиот ангажман и курсот, држењето на победничкиот курс на партијата е бескрајно благодарно на Зоран Дамјановски. Јас лично не го гледам поделено СДСМ од Зоран Дамјановски, ниту обратно. Искуствено знам дека СДСМ со Дамјановски победува. Ќе се надмират ли недоразбирањата меѓу неколкуте блокови во партијата за време на изборите? Па вака, многу актуелно прашање кое што посредно или непосредно се актуализира од време на време во јавноста во Куманово, и тоа токму од луѓе кои што као дефинитивно најдобро му мислат на СДСМ, а впрочем тоа не е така. Јас тука би апелирал јавно да го остават СДСМ во Куманово, да се грижи само за себе, бидејќи општинската организација на СДСМ во Куманово има ширеноликост во делот на мислењата, идеите и предложување на определени политики, меѓутоа има и кадри кои што носат одговорни одлуки и спроведуваат сериозни политики. Општинската организација на СДСМ во Куманово сите овие години значеше синоним за пркост и за непокорност. Бидејќи, како што знаете, СДСМ
нема изгубено од ВМРО ДПМН во Куманово. Затоа нека го остават СДСМ да биде онакво оригинално какво што е и да реди успеси во идниот период. Кај вашиот политички противник ВМРО ДПМН за најсериозен кандидат за изборите се смета доктор Зоран Ѓорѓиевски. Има и други кандидати, меѓу кои директорот на водостопанство Филиповски се споменува, шефот на царината на Табановце и слично. Вака ги знам лично сите поединечно, имам некакво се оформено мислење поединечно за секој од нив. Мислам дека во чаршиските муабети и кругови листата на можни кандидати за градоначелник е подолга од овие што ги спомнавте. И не знам, се слуша дека имало голема борба за тоа кој би можел да биде кандидат на ВМРО ДПМН, имајќи предвид при тоа дека сигурно го добиваат Куманово. Јас со това место ќе им порачам дека нема што да барат во Куманово, сосема доволно ги виде народот што значи владење на ВМРО ДПМН, опустошена Македонија. Не дај Боже да ја земат власта во општина Куманово. Тоа нема да се деси. Нема што да барат. Јас јавно порачувам дека на следните локални избори во Куманово СДСМ ќе биде победник. Граѓаните го ценат и го препознаваат искрениот пристап на партиите. Знаат што значи сурова борба за гласови, а знаат што значи грижење за нашиот дом, а тоа е Куманово. Задоволни ли сте од резултатите на кои што ги постигна СДСМ во Куманово на последните парламентарни избори? Вака, јас бев шеф на општинскиот изборен штаб овие избори и ќе искористам оваа прилика да се заблагодарам на сите граѓани од сите можни етникуми што дадоа несебична поддршка од 22.212 гласа за СДСМ и коалицијата, со што не прокламираа во партија, односно коалиција, која што е победник во општина Куманово. Пак ќе се повторам дека концептот на еднакво општество за сите граѓани почна од Куманово уште 2013 година и бевме некаков си предвестник на она што се случува денеска 2016-2017. Куманово со сите своји специфики знае на кого да ја даде довербата. Изузетно добар резултат за СДСМ и мислам дека со таквиот однос и практицирање на политиката на еднакви можности за сите, Македонија дом за сите, СДСМ и во наредниот период ќе има прогресија, односно тренд на качување на поддршка кај граѓаните во Куманово. Која е причината зашто не славевте во втората изборна единица? Во втората изборна единица резултат во пратеници е 8, како беше 9-8, меѓутоа споредбено компарација со оние резултати кои што ги имаше во изборната единица 2, фантастично е качувањето на гласовите во делот на контото на СДСМ. Овој концепт што цело време, целата емисија го зборувам, концепт на еднакво општество, се докаже особено со гласовите во втората изборна единица, а тука се прејудицирам на општина Липково и општина Рачиново. Општина Рачиново, каде што СДСМ покрај сите албански партии е победник на предвремените парламентарни избори 2016 година. Ова граѓаните дефинитивно го препознаваат, дефинитивно е модел, концепт во кој што треба да се развива и гради Република Македонија, а се надевам на некои идни избори СДСМ ќе биде победник и во толку многу посакуваната изборна единица број 2. Господине Костовски, ви благодарам што вечерва бевте наш гостин во емисијата. Ви благодарам и на вас. Се надевам дека во иднина ќе имаме можност да дискутираме и за формирањето на новата влада, а на граѓаните ми посакувам многу безгрижни денови, бидејќи доаѓа подобро време за нив, доаѓа време за живот во Република Македонија на чело со лидерот Зоран Заев и Социјалдемократскиот сојуз. Ви благодарам. Почитувани, тоа беше се за вечерва. Останете на Телевизија Плюс.